Денеска е светскиот ден на Кажи благодарам. Затоа помислив со вас да споделам 2 идеи од книгите Благодарам и 50 плюс идеи како би можеле да го прославиме овој ден. Така да ќе читам малку од едната, за тоа како да изработиме честитка за благодарност и потоа од 50 плюс идеи благодарам за тоа како да напишеме писмо на благодар. Па да почнеме. И денес имаме нешто интересно? Праша Огнен. Секако, рече мајка му. Што ќе правиме? Праша Огнен. А ти што би сакал да правиме? Го праша мајка. Честитка за благодарност, рече Огнен. Може да ми кажеш нешто повеќе за тоа? Како честитка за благодарност? Праша мајка му. Секој ќе избере на кого ќе му направи честитка за благодарност. Исто како што ти правам за 8 март, рече Огнен. Така и сега, секој ќе избере некој на кого ќе му направи честитка. Треба убаво да ја украси, а внатре може да нацрта или да напише со весели букви зашто е благодарен, рече Огнен. Колку убаво ти текнало? Многу, ама многу ми се допаѓа, рече мајка. Сега да знаеш, и јас сум возбудена. Едва чекам да се фатиме за работа. А вие? Тоа е како да изработиме честитка за благодарност од книгата Благодарам, можеби за помалечките дечиња, а за поголемите дечиња и за нас големите да го одбележиме денот на Кажи благодарам, да не биде само љубезна фраза и нешто што го употребуваме по автоматизам. Од книгата 50 плюс идеи ќе споделам техниката еден човек кој, во која што има идеја за секоја година од годината, за секоја недела од годината, што е оно што би можеле да го направиме како би ја негувале благодарноста. Нема да го читам целиот дел, да ќе прочитам што е она што треба да обрнеме внимание и да размислиме откако ќе се сетиме на кого би можеле да му го напишеме писмото. Еден поинаков разговор со едно поинаково прашање. Ако можеш да му се заблагодариш на еден човек на кој не си му дал доволно признание, не си му кажал благодарност што ја чувствуваш кон него, кој би можело да биде тоа? Што ти значи таа личност? Што си научил од неа, него? Што тој таа гледа во тебе? Ако е тука, што би му и кажа? Размислете за овие кратки, но длабоки прашања. А ако имате и ваша идеја како би можеле да го прославиме светскиот ден на Кажи благодарам, од срце се радувам да ги чујам.